Кога треба да поставиме кредит или одбиток на нето, но да биде на рати, за да не користиме дополнителни табели, да водиме евиденција кога е и како е одбиен кредитот, а можеме да се користиме во програмот, во одбиток, ќе дефинираме нов одбиток, еве, судска забрана, во кој треба да бидат дефинирани елементите со црвени ознаки. Значи, треба да дефинираме фирма, еве извршител, вработениот на кој ќе се одбива, задолжително партија, еве, судска, извршно решение 45/18/17, вкупна обврска на кредитот, односно на одбитокот е 11.000, по колку ќе му одбиваме? По 5.000, и во полето износ пак треба да го внесеме износот на ратата. Ова е првиот пат. Значи, одлучуваме, ние сакаме да одбиваме по 5.000, меѓутоа овој месец ќе му одбиваме 5.000. Можно е овде да ставиме и друг износ. Следна и задолжително, овде треба да кликнеме кредит на рати. Со ова сме го дефинирале овој одбиток дека ќе оди на рати. Значи, фирма имаме, партија, вкупна врска, по колку ќе се одбива и износ. Веднаш горе, за овој вработен, ни се покажува која му е состојбата. Значи 11 е вкупното, по 5.000 треба да се одбива, вкупно до сега одбиено 5.000 и остаток 6.000. Ќе направиме уште еден одбиток за него. Например, зел мебел од фирма Мебел Трейд, истиот вработен, партија, еве, Мебел Трейд, 5.5, некоја фактура, вкупна врска 5.000, по 2.500 ќе му се одбива на две рати. И овде 2.500, и овде задолжително кредит на рати. Веднаш горе имаме состојбата за овој кредит како е. Односно, ако имаме за ова одбивање. Кај овој вработен, ако кликнеме рефреш, ќе му се одбива 7.500 денари. Значи, со рефреш за еден или рефреш за сите, вкупните одбитоци се префрлуваат во одбиток на плата. Ќе му се одбива 7.500 денари. По основ на судска забрана и мебел, и земен мебел. Горе имаме 3 полиња, 3 избора. Одбитоци на работник, значи за тој вработен, ако кликнеме одбитоци на работник, се отвара табела во која се прикажуваат сите одбитоци во последните 24 месеци на овој вработен. Оваа табела со shift и клик можеме да се ископираме во Excel во секој момент. Со двоен клик може да одиме на тој ред кај што е одбитокот. Еве, во 2016 5 месец, 8 денари износ одбиток. Синдикат. Двоен клик не носи точно на тој ред. Во 2016 5 месец. Еве ги 8 денари. Да се вратиме пак во 9 месец кај што го правихме одбиток. Ако кликнеме на друг вработен, додека е отворена оваа табела, веднаш ќе се прикаже состојбата на одбитоци за тој вработен. За истиот вработен, ако кликнеме одбитоци на рати, ќе ги видиме сите состојбата на кредитите за тој вработен. И вели има два, независно дали се отплатени или не отплатени. Значи, еве, судска забрана, вкупна врска 11.000, од кој до сега одбиени 5.000. И има уште 6.000 за одбиток. За мебел 5.000, 2.500 одбиени, уште 2.500 за одбивање. Колку имаме на одбиени кредити за овој? Еве ги. Значи, овде ќе ни бидат сите кредити на рати за тој вработен во последните 2 години, а ова се неодбиените кредити за вкупно за фирмата. Значи, по сите основи, за сите вработени.
Еве, ако имавме овде и друг вработен, еве број 2, кој ќе зема нето плата. Еве, пример, 18.000. Ќе дефинираме одбиток. Еве мебел иза неја. Еве 2. МТ исто 55. По истата фактура. Еве 6.000 зела по 3.000 ќе се одбива. И ако кликнеме овде рефреш, еве и таа има 3.000 одбиток и неодбиени кредити за неја се Mabel Trade, за првиот се Mabel и судска забрана, а неодбиени кредити, вкупно фирмата која има, неотплатени, по сите вработени се еве го судска забрана и Mabel Trade за двајца. Ова е за 9 месец. Сега да видиме како ќе оди следниот месец. Еве, значи следниот месец треба на првиот да се одбие уште 5.000, ќе има остаток 1.000, вториот треба да го заврши кредитот и третиот пак треба да го заврши кредитот. Ќе одиме нова пресметка, формирај, да видиме како е состојбата. Пак првиот има 7.500, вториот 3.000. Со тоа што првиот веќе има уште 1000 денари од првиот кредит, од вториот кредит има веќе исплатен 0. Вториот има 0. Односно, со вториот кредит веќе доаѓа на 0. Неодбиени кредити ние само судската забрана. Следниот месец кој ќе одиме? Еве, 10 месец. Ќе одиме 11 месец. Формирај. Веќе имаме само првиот има одбиток 1000 денари. Вториот нема ништо. И ако одиме кај кредитите, еве ги сите одбитоци за првиот, еве ги сите одбитоци за вториот. Значи, исплатено комплетно. Ако одиме кај кредитите, ќе видиме дека ни се префрлуваат кредитите првиот месец со 0,0. Чисто да имаме увид дека кредитот е комплетиран. Кога ќе одиме 12 месец, е следна пресметка, овие како кредити нема да бидат префрлувани. Значи, судската забрана тек следниот месец ќе се, бидејќи имавме 1000 денари, следниот месец ќе биде на 0. Значи, ова ни е доказ дека ова не е исплатено. Значи, со овие копченца имаме целосна контрола над неотплатените кредити или се што му одбивано на човекот за минатиот период. А ако сакаме картица, можеме вака, например за Симеончо, еве, имаме се што му е одбивано, ова табела со shift и клик, отвараме Excel, одеме паст и можеме овде да правиме филтри како сакаме. Еве, по фирма, значи сакаме за извршителот, еве, судската забрана како одела извршувањето по месеци. Значи, намерно не се направени картици посебни, да не се комплицира работата, кога ќе сакате некоја дополнителна евиденција, ги имате овде податоците, ги префрлувате во Excel, се правите филтер или подредување и тотали. Тоа е за кредит.